Јован Илиевски е ученик во Тетовската гимназија, има само 16 години, велам само затоа што за овие 16 години има напишано дури 2 книги, едната на 15 години, значи ја промовирал пред една година, а втората негова книга треба допрва да биде промовирана. Всушност промоцијата е закажана за во среда. Јован, кажи ми како на 16 години, на само 16 години успеа да напишеш 2 книги, која е разликата меѓу нив? Јаде прво за самата промоција на оваа твоја втора книга. Па, промоцијата планирам да се одржи ова среда во 19 часот и за моето дело ќе зборува Јован Дамјановски. Планирам да биде стандардна како и секоја промоција, само што извадоци од делото ќе читаат Марија Главчева и Антонио Павловски од Скопје. Книгата носи наслов Кругот на животот. Има интересни информации околу неа, кои што велат дека за релативно кратко време, за нецел месец ја напишал истата, а истиот роман, психолошки роман, кој што не е нимало мал, да кажам, по обем, затоа што има цели 400 страни, кои што, повторувам, се ги напишал за нецел месец. Имаше ли предходно и цело сценарио, цела таа приказна во глава за да седнеш и во еден стив ја напишеш, или? Да, па направив некоја си моја хронолошка приказна и ја напишав содржината како некој концепт за пред да почнам да ја пишувам, а потоа следи само следење на тие точки во концептот што сум го напишал и се случи книгата. Да. За која публика ја препорачуваш, на која публика, читачка публика ја препорачуваш истата? Мислиш дека најмногу ќе им го одвлече вниманието и што мислиш дека според тебе најмногу ќе побуди интерес во неа? Па, мислам дека за ниедна генерација, ниедна книга не е забранета, но ова ја препорачувам над 20 години, можеби, а најмногу она што ќе им остави впечаток на читателите е тоа што самата книга има непредвидлив крај и тоа што раскажува една животна приказна за едно семејство кое во кое можеме сите да се пронајдеме, да. Велиш дека твојата прва книга е продадена во 150 примерока. Колку тетовци сакаат да читаат, колку ти ја бараа книгата затоа што сакаат да прочитаат нешто што е напишано од нивни сограѓани, или пак купувачите беа од други градови, например? Па тоа не би го заокружил во процент, затоа што некои сакаат, а некои не сакаат и нема некоја точна ни приближна бројка, но мислам дека ние ја немаме таа култура како што има целиот Балкан барем и нашите соседни држави, но се читаше повеќе од тоа што очекував. Спомена дека ако оваа твоја втора книга е всушност наменета за луѓето над 20 години, малку посериозно звучи, нели, веројатно. Првата книга е наменета за нешто помлади генерации, односно за тинејџери. Што можеа да најдат во првата книга и еве направи една паралела. Значи ли тоа дека за една година успеа да созрееш па да напишеш нешто малку посериозно? Па првата книга можам да кажам дека е за помлада публика и може да се пронајдат во неа, затоа
на мене, нели? Затоа што во неа се собрани мои цитати, проза и поезија, кои најчесто имаат љубовна содржина и тоа е тоа што го сакаат младите. Разликата од Душа на парче хартија и оваа твоја втора книга Кругот на животот? Па тоа што Многу поромантично ми изгледа првиот наслов, ми звучи. па не би рекол. Втората книга ми е сепак нели поголемо дело, но тоа не значи дека созрев нешто повеќе, нели? Туку едноставно и пред да ја започнам првата книга, во себе имав направено некаков план за да напишам роман која ќе биде животна приказна, која ќе се базира на секојдневни приказни од нашето секојдневие и нашиот менталитет. Значи ли тоа дека ако си земеш своја одговорност да напишеш некое твое дело, претходно треба да имаш многу прочитано за да од прилика имаш доволен фонд на зборови, идеи во главата како тоа треба да изгледа? Чита ли Јован многу во слободно време? Па зависи според слободното време. Сепак знам да седнам и да прочитам особено некоја љубовна приказна, тоа ме привлекува и сакам да читам во главно, а не сметам дека за да напишеш нешто треба некое големо искуство или премногу прочитани книги. Сепак во прашање е можеби талент, но тој талент е нели 1%, а другите 99% се напорна работа и труд. Мислев на тоа дека треба да имаш љубов кон пишаниот збор во комбинација со талентот. Од прилика ова е формулата на писателите. Сосема за крај, ако на 15 години ја напиша Душа на парче хартија, Круг на животот на 16, на 17 години да очекуваме нешто ново или? Па не би откривал ништо, но може да кажам дека планирам некоја книга со некој жанр на психолошки трилер или мистерија, затоа што сакам да експериментирам со жанровите, не сакам да останувам на едно, иако сакам повеќе нели љубов, сакам да пробам и нешто повеќе, да видам на публиката што повеќе им се допаѓа. Јован, ти благодарам за одвоеното време. И на вас, фала.